Првата детска амбасада во светот Меѓаши денес го презентираше извештајот на СОС телефонот за деца и млади. Минатата година регистрирани се 397 контакти со кои, како што информираше директорот Драги Змијанац, дополнително комуницирале 959 пати. Од регистрираните само 27 деца имале храброст да пријават насилство или прекршување на некое нивно право. Врз основа на информациите кои ги имаат добиено за можни прекршувања на детските права и кои се структурирани според бројот на деца кои се опфатени во овие случаи, станува збор за 587 деца каде што постојат сомневања за можно прекршување на некое нивно право. Во пријавените случаи во детската амбасада Меѓаши за можни прекршувања на детските права најмногу застапени се деца од сиромашни семејства кои живеат на работ на екзистенцијата во субстандардни услови 111, а за семено насилство регистрирани се 106 деца кои биле незаштитени и изложени на насилство во своето семејство. Најмногу за прв пат се случува на нашата служба се поврзани со сиромаштија. 111 деца. Нивниот број е поврзан со деца потенцијални жртви на најлоши форми на злоупотреба на детскиот труд, деца кои живеат на работна екзистенција во субстандардни услови и кои немаат основни елементарни услови за живот, одење на училиште и кои се изложени на секојдневен ризик. Втората категорија на деца и можни прекршувања на правата на децата се семено насилство 106 деца кои се потенцијални жртви на домашно насилство, насилство од страна на најблиските и родителите. Третата категорија која во континуитет ни се повторува како прекршување на правата на детето е несоодветна и нефункционална институционална заштита на децата. Вкупно 57 деца немаат соодветен третман од страна на институциите на системот навремено да постапат, да ги заштитат или да превенираат. Четвртата категорија поврзани со прекршување на правата на децата се насилство во училиште. Вкупно 33 деца биле незаштитени или изложени на насилство во училиште и несоодветна постапка од психолошко-педагошките служби и таму каде што има социјални работници ненавремено детектирање на опасност во ризик по безбедноста и животот на детето во училиштето. И петата категорија, 18 деца биле жртви или имало основен сомнеж за сексуална злоупотреба од страна на возрастни лица, близок, најблизок во семејството или таму детето каде што живее. Според презентираниот извештај на Меѓаши, исто така може да се констатира дека децата се најнезаштитени во домот, училиштето и во другите институции кои се надлежни да овозможат непречено остварување на нивните права, односно од онаму каде што треба да бидат најзаштитени. Првата детска амбасада Меѓаши ги поттикнува сите деца и возрастни кои се изложени на насилство, некогаш биле или се изложени на насилство, злоупотреба или било какво прекршување на правата на децата да не молчат и истото да го пријават, затоа што премолчувањето и прикривањето на насилството представува еден вид на одобрување на насилството и охрабрување на понатамушното дејствување.